Европскиот парламент ја потврди одлуката на Европската комисија. Македонија веднаш да ги отпочне преговорите за влез во Европската унија. Знаеме дека проблемот е во Советот на Европската унија. Резолуцијата тој проблем со Грција го дефинира на начин кој сака да објасни дека Македонија е жртва. Се повикува и високата представничка за надворешна политика Кетрин Ештон, како и комесарот за проширување Штефан Филе, поактивно да се вклучат и да се пресече Гордиевиот јазол, изјавил Зоран Талер за МИА. Известувачот за Македонија во Европскиот парламент изразил задоволство што голем број европратеници го поддржуваат конструктивниот пристап на резолуцијата. Во дебатата пред Комисијата за надворешна политика, Талер потсети дека барањето за почнување преговори останува како и во резолуцијата од минатата година. И оти на ниво на Европска унија овој став го застапуваат покрај Европскиот парламент и Европската комисија. Според него Македонија се наоѓа во добро друштво, бидејќи по расправата за напредокот на Турција, Хрватска и Црна Гора денеска се дискутира за неа заедно со Исланд. Се надевам дека овие две земји кандидатки, се мисли на Македонија и Исланд, истовремено ќе станат членки на Европската унија, рече словенечкиот европратеник. Клучната порака во оваа нацрт резолуција дека со неа се предлага Македонија да започне преговори за полноправно членство во Европската унија. Во неговата резолуција се опфатени три подрачја: недостигот на политичкиот диалог во државата, кој доведе до бојкот на парламентот од опозицијата, независноста или зависноста на судството и медиумските слободи. Покрај критиките во неговата резолуција има 11 позитивни забелешки во кои се гледа прогрес и е ставен акцент за напредокот кој треба да биде постигнат.